Во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги што се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика, а со финансиска подршка од Светска банка, со цел да се зголемат капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст, општина Кочани доби проект за изградба на нова детска градинка. Согласно оперативниот прирачник на проектот и оперативниот прирачник за администрирање грантови за изградба на предучилишна инфраструктура, Министерството за труд и социјална политика и општина Кочани организираат јавна расправа со цел граѓаните и другите засегнати страни да се информираат за активностите за изградба на новиот објект, како и за документот првична ограничена оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти за изградба на новата градинка. Во овие документи се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти што ќе произлезат од реализацијата на проектот. Тоа е документ што е ставен на јавен увид на веб страниците на Министерството за труд и социјална политика, како и на општина Кочани. Инаку, при неодамнешната посета, министерката Царовска рече дека државата дава целосна подршка за реализација на изградбата на новата детска градинка во Кочани, како и за други проекти. Секако продолжуваме заедно да соработуваме со градоначалникот и во делот на изградба на детската градинка и во делот на здравствено-социјалната услуга која што се случува тука, и секако капиталот човечки кој што ни е во Центарот социјална работа поминува и низ тренинзи и сме во подготовка на имплементација на оној семеен социјален работник кој што навистина на терен ќе ги утврдува сите приоритетни прашања кои што треба да се решаваат за граѓаните. Јавната расправа за новата детска градинка ја организира Министерството за труд и социјална политика заедно со општина Кочани. Расправата ќе се одржи в среда со почеток од 11 часот во салата на Советот на општината. Коментарите во однос на реализацијата на проектот, како и за пропратните документи, граѓаните можат да ги доставуваат во рок од 14 дена по одржувањето на јавната расправа преку електронска пошта на адреса на Министерството за труд и социјална политика.